Денеска имавме официјална средба по втор пат во општина Штип. Тоа покажува за нашата посветеност за комуникација со локалната заедница и со секторот за внатрешни работи во Штип, се со цел да бидеме во текст со настаните. Меѓутоа, при посетата на полициска станица и секторот за внатрешни работи во Штип разговарахме околу подготовките за престојниот референдум. Бевме информирани дека ситуацијата е мирна, стабилна и се очекува дека таква ќе биде на денот на изјаснувањето на референдумот, се со цел да се овозможи на граѓаните на Штип, на граѓаните на околните општини кои што се под надлежност на секторот за внатрешни работи во Штип, самостојно да ја донесат одлуката. Исто така денеска разговаравме и со градоначалникот на општина Штип и околу престојниот референдум, околу тоа што треба заеднички да направиме, логистички аспект да помогнеме за да се реализира успешно референдумскиот процес. Разговаравме за взаемен интерес прашања кои што ни се по делот на безбедноста и како тоа да го подобриме по делот на сообраќајот и на другите сегменти. За истакнување што имаме намалување, тоа сериозно намалување на криминалитетот во секторот за внатрешни работи Штип, примерно над 30%, и исто така се зголемува и истражувачката дејност, значи повеќе реализација на случаи поднесени на кривични пријави. Тоа е нешто што допринесува за доверба во институциите, за доверба на граѓаните во овој сегмент. Разговаравме и околу потребата и можноста со началникот околу ширење на така наречениот малски полицаец или позорникар, и тоа ќе го правиме веќе со новите службеници кои што сега во моментот се приправници, ќе имаме зголемен капацитет во секторот за внатрешни работи. Очекуваме дека активно ќе работат и понатаму и секторот за превенција при СВР и делот од Советот за превенција при локалната самоуправа, да превенираме многу состојби кои што ни се предизвики во делот на јавната безбедност, на сообраќајот, во делот на криминалитетот. Важно е за референдумскиот процес да се овозможи мирно, стабилно гласање на граѓаните, да се овозможи да гласаат без притисок, и затоа ги повикувам сите граѓани на Штип и на околните општини, доколку има било каква злоупотреба на избирачкото право, доколку било кој врши притисок врз нив, тоа да го пријават на најблиската полициска станица да се постапува, затоа што најавите кои што се деновиве дека ќе имаме снимање на гласачите, дека тоа ќе го прават пред избирачките места, укажувам дека бесправното снимање, илегалното снимање е кривично дело и затоа ќе преземеме мерки и санкции. Посебно заради тоа што е во изборен ден, значи ускратување на избирачкото право, ако е во радиус од 100 метри од избирачкото место, и тоа полицијата ќе постапува и на поголемо растојание од избирачките места и генерално во градот, заради тоа што никој нема право да снима неогласено во Република Македонија и на тој начин да се врши притисок врз било кого. Така да повикувам сите да бидеме на висина на ова историска задача која што стои пред нас за референдумот, да овозможиме на секој граѓанин на Република Македонија да го каже својот став. Затоа секој од нас има одговорност, и граѓаните, и медиумите, и собствениците на фирмите кои што се, да овозможат на секој граѓанин да излезе и да го искаже својот став. Се надевам дека секој од граѓаните го разбира историскиот момент за овој процес. Се надевам дека ќе имаме успешен референдум и Република Македонија ќе може да исчекори напред кон остварувањето на нашите национални интереси. Има ли некој